Во претходното видео видовме како се извршува соодветен преглед на пациентот. Сега ќе направиме пресметки, формираме пресметки за тие извршени прегледи. Го бираме, бројот на пациентот беше картон број 10 и одиме на опцијата плаќање. Овде се појавуваат сите извршени и не наплатени, тоест слободни услуги на тој пациент. Овде читате, штиклирајте ставки за плаќање горе во табелата. Прво ќе ги наплатиме услугите од 1.4. Плаќање 1, 2, 3. Сите овие услуги ќе бидат платени со извршување на пресметка, значи 2, изберете начин на плаќање, и 3, двојно кликнете врз за плаќање за да се пресмета соодветната сума. Еве овде, кога ќе кликнеме 2 пати, се пресметува соодветната сума. Ова важи за сите од стапката на пресметаната со наплатената сума кај хирурзите е нормална, бидејќи тие одат во скалест начин на наплата, така да сумите кои се овде појавени најверојатно нема да соодействуваат со она што е за наплата. Останува овде уште да ја напишеме датата на завршување на третманот или датумот на документот кога целата таа операција е завршена. Датата ја пишуваме овде, да кажеме 2.4.2012. Со притискање на плаќање, автоматски тие услуги се наплаќаат, се изготвува пресметка за нив и се бришат од услуги кои остануваат за плаќање. Ако го затвораме овој прозорец и одиме на стоматолошки третман, она што овде се случува е следното. На сите тие услуги им е доделена дата на завршеток од 2.4. и е внесена идентификација на плаќање дека во некоја си пресметка број 19, која нема никаква улога за вас, е извршено тоа плаќање. Или пак, ако одиме во пресметка, ќе се појави дека во пресметка со идентификатор 19 на дата 2.4. за пациентот тој и тој, матичен број, начин на плаќање 3, наплатено е сума од 450 денари. Ако сакаме, не само ако сакаме, туку мораме да ја испечатиме оваа пресметка, изгледува вака. Овде ги гледаме податоците. Здравствена ординација, која област, датум на пресметката, број на здравствена легитимација, број на утврда, чекот, подрачна служба, носителот на осигурувањето за осигуреникот. Затоа прес, како ги спомнавме, задолжителни полиња кои треба да се внесуваат, да се придржувате кон тоа, бидејќи овде нема да бидат испечатени, во тој случај можно е да ви направат проблеми. Реден број дневник услуга и сите оние упат, факсимил број, пресметка број, диагноза, како и начинот на кој се пресметаат овде партиципациите. Она што е битно за вас е она што е наплатено. Е сумата од 450 денари е она која ја наплаќате од пациентот, затоа што платена партиципација всушност не е онаа ставка која вие ја наплаќате. После ќе извршиме објаснување на овој дел. Ако сакаме да го печатиме, притиснеме на принтот, print report и печатењето ќе заврши, или на close го затвараме прозорецот. Затвараме овде, затвараме и ќе се вратиме на плаќањето на она услуга која остана, која беше со ослободување, значи го бираме картонот број, кој веќе не е избран, и одиме на опцијата плаќање. Оваа услуга не е за плаќање.
Така, значи, постапката одиме, штиклираме, што плаќаме, како плаќаме, двојно кликнување без разлика на тоа што е нула сумата, датата на, еве да кажеме, на 6.4. Одиме со плаќањето. Исто така е формирана пресметка. Ако сакаме да ја видиме оваа пресметка, еве пресметка е број 20, во пресметката гледаме дека е извршено плаќање од референтна цена 1957 денари со пресметана парципација од 150 наплатено 0 денари. Меѓутоа погледнете овде сега. Основно ослободување, постои некоја шифра, платена партиципација од 150 денари. Вкупност за наплата 1907 денари. 1807 денари. Сега малце да зголемиме. Значи, сумата за наплата е 1807 денари. Го затвораме овој прозорец во ред затвори. Тоа е начинот на извршување на плаќањето.